Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат говориме за сиромаштијата во светот. Меѓународната организација на трудот деновиве соопшти дека се поголем број луѓе во светот живеат во релативна сиромаштија. Ова организација истовремено предупреди дека недостигот на квалитетни работни места е опасност за повеќе деценискиот напор, но и за релативниот успех во намалувањето на сиромаштијата, посебно во Европа. Иако сиромаштијата драстично е намалена во земјите во развој, таа се уште е вртоглаво висока во Африка и во најголемиот дел на Азија, бидејќи речиси 2/3 од тамошните луѓе и натаму живеат во екстремна или умерена сиромаштија. Ова се наведува во извештајот на Меѓународната организација на трудот под наслов Перспективи на социјалното вработување во светот во 2016 година. Инаку оваа меѓународна организација дефинира дека сиромаштијата е кога едно семејство има примања под 60% од просечните примања во една земја. Во земјите во развој имало апсолутно зголемување на сиромаштијата, особено во Европа, вели шефот на Меѓународната организација за труд Гај Рајдер. Во 2012 година 22% од жителите во развиените земји, или околу 300 милиони, живееле во релативна сиромаштија. Од нив повеќе од 1/3 се деца. Ситуацијата е посебно драматична во Европската унија. Во европските земји во 2005 година имало 16,5% сиромашни, додека тој процент во 2014 година, како последица на глобалната финансиска криза, изнесувал 17,2%. Во Соединетите држави во истиот период стапката на сиромаштија порастанала за 1% поен и сега изнесува 23,8%. Ваквите сознанија се лоша вест по декадите на глобален прогрес во намалувањето на сиромаштијата, главно во посиромашните земји во светот. Денес скоро 2 милијарди луѓе живеат во екстремна сиромаштија. Тоа значи за помалку од $2 на ден. За умерена сиромаштија се смета кога човек има нешто над $3 на ден. Светот постигна значаен напредок во намалувањето на сиромаштијата, вели Рајдер, предупредувајќи дека ваквиот прогрес е неравномерен и кршлив. Главна пречка за искоренување на сиромаштијата, било во богатите или во сиромашните земји, е уништувачкиот недостиг на пристојни и сигурни работни места, кои ќе гарантираат редовни плати и други работнички права. Колку за пример, скоро 1/3 од луѓето кои живеат во екстремна или умерена сиромаштија во земјите во развој работат. Токму вработувањето е неопходен услов за крај на сите видови сиромаштија, вели Рајдер, додавајќи: во многу развиени економии, социјалната заштита веќе не е во можност да ја пополни разликата во приходите на сиромашните работници. Од глобалната економска криза во 2008 година, работните места на неопределено време бележат пат на сметка на оние на ограничено време. Тоа го зголеми бројот на луѓе кои имаат работа, но без долгорочни примања ги доведува да живеат во услови на сиромаштија. Тоа значи дека се повеќе луѓе, иако работат, стануваат се посиромашни. Растечката нееднаквост е главен камен на сопнување. Имено според податоците, сиромашните во светот, односно 30% од населението, држат само 2% од светскиот приход. Доколку меѓународната заедница сака да постигне резултати во незината заложба да се справи со екстремната и умерената сиромаштија до 2030 година, се проценува дека треба да бидат потрошени по $600 милијарди годишно. Ова сума е 0,8% од глобалниот бруто домашен производ. За земјите во развој, ваквата амбициозна цел бара инвестирање од 20% од нивниот бруто домашен производ, додека, на пример, во сиромашните, тој процент ќе изнесува дури 78%. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Во Македонија во релативна сиромаштија живее 25% од нејзиното население. Тоа според економистите е поради водењето погрешни економски политики кои им одговараат на богатите, а не на сиромашните. Тие додаваат дека и во новите фирми работните места се со лоши услови и ниски плати. Може би изгледа незамисливо, но реален е фактот дека околу 180.000 луѓе во земјава живеат со 40 денари на ден. Последните статистички бројки покажуваат дека релативната сиромаштија во Македонија изнесува 25%, а апсолутната 9%. Загрижува тоа што 11% од македонските семејства живеат во домови во кои прокапува кровот, 1/3 од семејствата немаат пристап до компјутер, а 2/3 од македонските семејства немаат за месо 2 пати
неделно. Економскиот истражувач Бранимир Јовановиќ предупредува дека сиромаштијата во Македонија е навистина алармантна. Причините зошто сиромаштијата е таква е што сите овие 25 години откако се распадна Југославија, ние водиме погрешни економски политики. Водиме економски политики кои што им одговарат на богатите, а не им одговарат на сиромаштите. Економскиот раст е низок во оваа држава, просек во овие 25 години изнесува околу 1,5%. Меѓутоа, ако се погледне како е распределен тој економски раст, може да се види дека доходот на 99% од луѓето, тоест на оние долните 99% од луѓето, стагнира практично сите овие 25 години, додека доходот на најбогатите 1% расте. Во овие 25 години се зголемил трикратно. Значи, ние имаме економски политики кои што го фаворизираат доходот на најбогатите. Економскиот раст во оваа држава е сконцентриран кај најбогатите 1% од населението. И нискиот економски раст според Јовановиќ е резултат на тоа што земјава води политика на лошо таргетирана социјална заштита. Социјалната помош во земјава изнесува 5200 денари месечно, а со таа цифра невозможно е да се излезе од сиромаштијата, дециде на Јовановиќ. Знаете дека владата постојано се фали дека се отварат нови работни места и слично. Работите во тоа што во тие нови фабрики работните услови се многу лоши и платите се многу ниски. Тие плати не се доволни за да ги излечат луѓето од сиромаштија. И затоа економскиот раст завршува во раците на најбогатите 1%, тоест кај сопствениците на капиталот, а не завршува кај работниците. Друг фактор кој придонесува за високата стапка на сиромаштија се лошите работнички права. Упатените сметаат дека зголемените работнички права и повисоката социјална помош можат да ја променат состојбата во која доходот завршува кај сопствениците на капиталот, а не кај работниците. Според Јовановиќ, за тоа постојат мерки кои се лесно остварливи. Главната причина за сиромаштијата на долг рок е лошото образование, тоест тоа што луѓето не ги едуцираат своите деца. И затоа во Македонија е неопходно да се зголеми износот на пари што се одвојуваат за образование и да се подобри квалитетот на јавното образование. Тоа е една од причините која што ќе доведе до намалување на сиромаштијата на долг рок. Дополнителна причина што исто така ќе влие подобрување на здравствениот систем, тоест на системот на јавно здравство. Неопходно е да се воведе и така наречена политика на гарантиран минимален приход, што би значило дека државата на домаќинствата треба да им го надополнува доходот што тие го имаат до одредено ниво. Секој домаќинство мора да има гарантиран приход од одредено ниво. Од прилика во Македонија тоа би требало да изнесе околу 12.000 денари за 4-члено семејство. Македонија како сиромашна земја не е феномен во светот, заклучуваат експертите, и таа е слична со латиноамериканските земји. Но за разлика од Бразил, каде што во последните 20 години стапката на сиромаштија се намалуваше, во Македонија растеше. Токму политиката на условени парични трансфери, односно давање на домаќинствата на релативно висока социјална помош во замена за праќање на децата на училиште, а не питачење, била клучната мерка која придонела да се намали овој тренд во Бразил. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.